Кога станува збор за инвестирање во иднината на една држава, тука секако станува збор за вложување во младите, а со младите поврзано и образованието и спортот. Во Прилеп изминативе 12 години се направи вистинска ренесанса во развојот на спортот и изградбата на спортската инфраструктура. Ако некогаш малските улици и руинираните паркови служеа како површини за спортски активности кај младите, денес Прилеп поседува современа спортска инфраструктура и можности за спортување како ретко кој друг град во државата. Гордост на прилепчани се и 4 спортски сали во училиштата Ѓорче Петров, Кузман Јосифовски Питу, Ристе Ристевски Ричко и Добре Јовановски, чија вредност е 2,1 милиони евра, инвестиција на владата на ВМРО ДПМНЕ заедно со општината Прилеп. Во Прилеп се изгради и 2 тениски игралишта во основното училиште Гоце Делчев и гимназијата Мирче Ацев, каде се изгради мултинаменско игралиште со вкупна вредност од 16 милиони денари. Градот доби 2 балон сали, едната во основното училиште Блаже Коневски, која е приватна инвестиција, а другата е донација од градот Лозана, е сместена во училишниот двор на основното училиште Гоце Делчев. Благодарение на упорноста и промоцијата на локалната самоуправа Прилеп, стана број 1 атрактивна дестинација во екстремните спортови. На мотокрос патеката изградена во населбата Алинци се одржуваат надпревари од европски и светски карактер, а спортисти од сите страни од светот доаѓаат да се надпреваруваат во болдеринг и палаграјдерство. Во близината на могилата на непобедените се изгради скейт парк, па Прилеп стана атрактивен и за сите скейтери, ролери и бајкери. Во пресрет на новата школска година, нов асфалт и нови спортски реквизити добија училишните спортски игралишта во основното училиште Кире Гавриловски, Климент Охридски, Гоце Делчев и подрачното училиште на основното училиште Блаже Коневски во населбата Варош. Со овие капитални вложувања, игралиштата на овие училишта добија изглед налик на европските коледжи. Општината Прилеп е и главен спонзор на најголемите спортски клубови во градот. Со поддршка од буџетот на општината и бизнис секторот, фудбалскиот клуб Победа се врати во првата македонска лига, а ракометниот клуб Прилеп од нула и од најниско надпреварување влезе во Суперлигата и играше на меѓународната сцена. Со УЕФА и Фудбалската федерација на Македонија се потпиша договор за целосна реконструкција на фудбалскиот храм во Прилеп, стадионот Гоце Делчев. Со реконструкција се предвидува санација на трибините за публика, покривање на северната и јужната трибина, комплетно санирање на сите простории во објектот, а ќе се постави ново осветлување и комплетно ќе се реконструира спортскиот терен. Со реконструкцијата на градскиот стадион и веќе изградените фудбалски стадиони во населеното место Тополчани, стадионот во паркот на Револуцијата и супермодерниот стадион со вештачка трева во населбата со типски куќи, Прилеп ќе биде еден од ретките градови во државата кој има изворедни услови за тренирање на фудбал. За потенцирање и спортската академија која се отвори во гимназијата Мирче Ацев, каде се едуцираат 40 деца. Сите овие придобивки кои во изминативе 12 години ги доби Прилеп на спортски план говорат дека една од главните придобивки на локалната власт, предводена од ВМРО ДПМНЕ, беше градењето на средина во која младите правилно и здраво ќе се развиваат. Ваквите проекти и многу идни планирани за градот ќе бидат наградени со нова поддршка на престојните локални избори и масовна поддршка за актуелниот градоначалник на Прилеп Маријан Ристевски.